Се наоѓаме во новите простори на Евангелската црква Солкрафт заедно со пасторот Никола Галевски. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам што дојдовте и што не посетивте. Мене ми е драго. Вие сте всушност првите наши гости на нашата нова локација. Така да драго ми е што имаме ваков разговор. Се наоѓаме токму во центарот на градот, каде што верувам ќе има посета и дури од туристи, дури од секакви посетители. Истото се надевам, иако оваа црква е на прво место со желба да му служи на Скопје и да служи на Македонија, да му служи на Балканот, се наоѓаме на локација која што лесно се наоѓа веднаш спроти владата на Македонија. Така да вратите отворени, сите добре дојдени. Така, од што се разликува оваа црква, да речеме, од другите цркви? Мене ми изгледа малце помодернистичка, поотворена за сите. Кој ви е концептот? Нашиот концепт е да почнеме од Скопје. Јас сум од Скопје. Скопје ми е многу драг град, најдраг град со сите своји мани и ние сакаме да бидеме црква во која што секој народ, човек од било која етничка припадност или било каква дури идеолошка припадност ќе може да дојде кај нас, ќе може да се запознаеме, да поразговараме и да има прилика да запознае личноста за што всушност станува збор во животот, смртта и воскресението на Исус Христос. Значи и на тоа и на пошироки теми. Рековте дека ќе има и други манифестации, како што и ќе славите денот на албанската азбука. Зошто токму тој ден? Ќе го славиме денот на албанската азбука затоа што во албанската историја, севкупната албанска историја, евангелските протестанти се имаат врадено со тоа што основачите на конгресот во Битола, тоест конгреси монастирит, се пастори, мои колеги поранешни, Джерасим Чиријази, неговиот брат Джерч и нивните сестри. Така да ние уште од тоа време сме црква која што е космополитска, интернационална и во која што етничката припадност се доживува како реално богатство. И ние сакаме да се присетиме на овие наши духовни предци, на семејството Чиријази и на тој момент на создавањето на азбуката, да се присетиме на тој албански сегмент на евангелската црква во Македонија и тоа да го прославиме во една убава атмосфера. Какви други манифестации ќе има? Ние како црква планираме манифестации од широк спектар. Ќе имаме, освен нашите редовни богослужби, имаме, ова е замислено да биде еден младенски центар, еден инклузивен младенски центар. Понатаму, веќе сме во подготовка, ќе започнеме и центар за поддршка на деца со попречености и на нивните родители. Понатаму, долу имаме уште еден спрат кој што вие сега не го видовте, таму ќе имаме можност за развој на музичка креативност, на ликовна креативност, ќе сакаме да имаме тука изложби, веќе и ги договараме. Значи, многу активности со кои што ние сакаме да бидеме дел од Скопје и да му дадеме на Скопје затоа што сме тука. Значи, со еден збор можеме да речеме дека црквата Солкрафт ќе биде како мултиетнички и религиозен центар, така да би го нарекол. Сосема се согласувам. Тоа е нашата идеја, значи да се кршат бариерите, да немаме ѕидови, вие гледате кај нас имаме тука отворени излози, транспарентно, да се дружиме, значи и да градиме на традиција на соживот и на убави односи со сите. Така да тука нема, овие врати не се поставени за некого да исклучат, туку се поставени за да бидат цело време отворени и пак ќе кажам, лица од било која етничка припадност или провиниенција религиозна или пак можеби, не знам, идеолошка, од било кој општествен слој, секогаш и во секој време да знаат дека имаат едно место вакво каде што ќе можат да разговараат на вакви теми. Ќе имаме, не спомнав преска, ќе имаме панели на актуелни теми и ќе сакаме на таков начин да го градиме Скопје заедно. Така, приметувам дека има и книги, психолошки книги. Дали ќе има и психолошка поддршка, нели, и религиозна и психолошка поддршка за тие кои имаат потребата? Вака, ние како црква која што е современа,
се стремиме кон интердисциплинарен пристап. И добро приметивте книги од психологија, ние сметаме дека секоја и сечија експертиза е богатство, како што и вашата новинарска експертиза ни е драга, и во тој смисол одредени проблеми од повеќе агли сакаме да ги опфатиме длабински и да дадеме, да кажеме, во овој конкретен случај и тој тип на поддршка, ако е потребна во полето на психолошкото здравје, и како имаме програма која што ќе биде понудена за граѓаните на Скопје. Така, ви благодарам многу, пастор Никола. Се надевам дека ќе видиме дел од некоја ваша идна манифестација, па да не поканите и да видиме што ќе биде понатаму. Ви благодарам многу, Агнеза, многу ми е драго што денеска се запознавме и ќе бидете известени за сите наши манифестации, ќе ни биде драго да се дружиме во секаков контекст.